Изненадување од телескопот Веб, атмосфера на пеколнак планета. Вселенскиот телескоп Џејмс Веб откри силни докази за атмосфера на екзопланетата ТОИ 561b, Карпеста суперземја, која е двојно помасивна од нашата. Ова ги изненади астрономите бидејќи се веруваше дека толку жешки светови не можат да задржат гасна обвивка. Влажна лава топка. Оваа планета е толку блиску до својата ѕвезда што годината таму трае само 10,5 часа. Мерењата на тимот на Јохана Теске од Карнеги Сајенс покажаа нешто неочекувано. Наместо предвидените 2700, измерена е температура од 1800 степени Целзиусови. Разликата сугерира дека топлината се пренесува преку густа атмосфера која лебди над океан од магма. Стариот патник на Млечниот пат. Тој 561 бе кружи околу ѕвезда стара дури 10 милиарди години. Фактот што еден толку стар и жежок свет успеал да ја сочува својата атмосфера ги принудува научниците да ги преиспитаат теориите за формирањето на планетите во раниот универзум. Глобален пазар, Apple и Samsung ги доминираат Јапонија со свој феномен. Најновиот извештај на Counterpoint Research открива дека иако гигантите ја држат контролата, регионалните навики на купувачите во 2026 година драстично се разликуваат. Јапонскиот феномен, iPhone 16 е. Најголемото изненадување доаѓа од Азија. Моделот iPhone 16 стана вистински хит благодарение на Јапонија, каде што се остварува повеќе од 1/3 од неговата вкупна светска продажба. Овој модел практично доминира на јапонскиот пазар, потврдувајќи ја силата на iOS, системот кај технолошки напредните нации. Регионални специфики. Северна Америка и Европа. Apple продолжува со апсолутна доминација, заземајќи 4 од 5 места на листата на најпродавани модели. Латинска Америка и Африка. Тука владее Samsung со своите попристапни модели како Galaxy A16 и Galaxy A15. На овие пазари пресудна е цената, а 4G уредите се уште се многу барани. Европа. Овој пазар покажува интересна рамнотежа помеѓу буџетските уреди и премиум моделите како новиот Galaxy S25. Додека развиените земји се фокусираат на луксузни уреди, остатокот од светот приоритет му дава на соодносот помеѓу цената и квалитетот.